Благодаря, подпредседателе. Почитуван колега, навистина контрадикторен говор помеѓу вашиот прв дел, вашиот концепт и вториот дел, каде што зборувате за стратегија во кој правец и насока треба да се развива државата. Почитуван колега Балковски, ова стратегија, јас мислам дека требало да ја образложите, да ја презентирате пред вашиот коалиционен партнер во моментот кога сте договарале коалицирање со владата, со власта, а не сега. Сега е многу касно. Тогаш требало да ги кажете вашите принципи, зошто влегувате во коалиција и дали оваа стратегија тие ќе ја поддржат, а не да се срамите да поднесувате амандмани и да ви ги одбиваат амандманите. Овдека го поддржувате овој буџет, а зошто не гласавте за истите слични амандмани како и вашите, кои ги поднесуваја пратениците од опозицијата за изградба на патишта, автопати во низ целата република. Зборувате дека ќе се изгради писта Прилеп Битола, автопат, ниту ќе се изгради ниту ништо, да ви кажам дека таму секојдневно се случуваат многу сообраќајни незгоди и многу луѓе ги губат своите животи од лошиот квалитет на кој во кој се наоѓа сега тој патен правец. Таа писта која ја најавувате полоша е во моментов и од калдрма. И сите оние патишта за кои самиот зборувавте во изминатиот период. Кажувате за стратегија во енергетиката. Ние сме во моментов во енергетска криза. Се одвојуваат огромни суми на пари за справување со енергетската криза, а ниту еден проект не е планиран да се реализира. Па ние таква криза ќе имаме и наредната и понаредната година ако не вложуваме во објекти. Ако не правиме ветерници, ако не правиме термоцентрали, хидроцентрали, обновливи енергии, фотоволтаици, како што ќе дојде премиер, како што му интересот, првим почна гасификација, ништо не бидна од тоа, па се насочија на возење на камионите за јаглен песок повеќе во рек Битола, исцрпуваа пари од буџетот, па замина едниот премиер, дојде друг премиер, кој сега гледаме влезене во бизнисот со фотоволтаици, па тука сега ги насочуваме средствата и силите. Стратегија, концепција нема. Вие тоа треба да му го кажете на вашите коалициони партнери. Затоа се потребни нови избори, каде што ќе се седни со вакви луѓе кои имаат стратегија и таа стратегија да се спроведи на дело. И благодарам.